Почитувани, кога немаат идеи и резултати, во Социјалдемократскиот сојуз произведуваат конфликти за да останат во центарот на вниманието. Суштината на политиката што ја гледаме од раководството на талогот Венко Филипче е Македонија да зборува за инциденти, расправи и поделби. Затоа што тие се навикнати на таков начин на водење на држава, па сега мислат дека така повторно и ќе дојдат на власт. Таа политика излезе на виделина кога пратија осудени насилници да направат инцидент во Новосело, токму кога и председателот Мицкоски беше таму. Евтимов и Стојанов, децата на Заев, осудени насилници, без проблеми се ставија на располагање на Филипче и без никакво размислување отидоа да направат инцидент. Но граѓаните ги прочитаа. Граѓаните знаат дека од овој Социјалдемократски сојуз, освен создавање на хаос и инциденти, проблеми и манипулации и друго и не може да се очекува. Ви благодарам. Повелете. Социјалдемократскиот сојуз денеска излезе со видео непосредно близината на изборот Рашче и за каде што има дива депонија. Практично обвинуваат власта за негрижа на околината директно до изборот Рашче, со што се загрозени нели 50 населби што се снабдуваат со вода од тој избор. Да, благодарам на прашањето. Ова е децениски проблем кој што досега никој не е нашол за решение да го откочи овој проблем. Патем ќе потсетам дека е лицемерно да доаѓаат овие обвинувања од партијата која што претходно 7 години беше на власт и тоа со министер за животна средина и просторно планирање, со градоначалник на градот Скопје и никако не најдоа за решение да го решат, да го откочат овој проблем за да не дојдеме до оваа ситуација. Јас верувам и очекувам надлежните институции во најбрз можен рок да реагираат и да го решат овој децениски проблем кој што се наталожувал, исто како и многу други проблеми кои што еве денеска се бориме да ги решиме, а сме ги наследувале со години на нас.